Голем број проекти на Центарот за култура Антон Панов останале нереализирани поради повеќе месечната пауза заради пандемијата. Откако изминатите денови пристигнаа новите протоколи за работа, на репертоарот се најдоа и нови проекти. Па еве деновиве Националната установа Центар за култура Антон Панов ги доби протоколите за работа на театарот, за работа на филмската дејност, на музичката дејност. Претходно ги имавме протоколите за работа на ликовниот сектор. Годинава поради пандемијата многу проекти останаа нереализирани. Се надевам дека еве ќе можеме да ги реализираме проектите од ликовниот сектор. Веќе имаме направено 4 изложби во просторот 1 и просторот 2. Ја реализиравме Струмичката ликовна колонија. Деновиве почнуваме со музичкиот сектор. Имаме закажено 3 концерти, веќе по протокол. Едниот концерт ќе биде на Бончеви во паркот, во амфитеатарот, другите 2 концерти ќе бидат на сцената. За сцената имаме протоколи за малата сцена и за големата сцена. Тоа се. На големата сцена имаме дозвола за 150 лица публика, на малата сцена имаме за 30 лица. Се надевам дека публиката ќе го цени тоа и ќе ги почитува протоколите. Патриков вели дека представи се уште нема, бидејќи за театарот има протокол за публика, но нема уште протоколи за актерите. Околу театарот, сакам да кажам, имаме протокол за публика, меѓутоа се уште немаме протокол за актерите. Бараме да имаме конкретни протоколи. Ако не ги добиеме, ќе правиме реконструкција на некои представи, ќе мораме да ги направиме по оние протоколи кои се за состаноци, така да актерите да бидат на растојание. И овие 2 представи кои преостануваат, се надам, ако не успеат режисерите да наметнат таков вид на представа кој ќе држи растојание, ќе мораме да ги промениме и авторите и режисерите. Филмската дејност сакаме да ја развиеме до крајот на годината. Протоколи има и за филмот. Ќе правиме соработка со центри за култура, со филмскиот фонд, да можеме барем нешто да покажеме и од таа дејност. Инаку владата донесе одлука во согласност со која театрите, кината, операта и балетот ќе работат според протоколот за организирање настани. Со одлуката се опфатени и другите манифестации со филмски проекции, мултимедиумските проекти, фестивалите и други манифестации од дејноста на културата.